Здраво на сите, моето име е Мати Тројачанец. Добре дојдовте во Гласови на помирување, проект на мрежа Стела. Целта на овој подкаст е да поттикнеме интеретнички и општествен диалог во Северна Македонија преку промовирање на инклузивни и критички разговори за помирување, како и разгледување на некои од историските наративи кои се присутни кај младите. Денеска драго ќе ми биде да ги имаме гостите Виктор Пучковски и Ера Ѓакова. Здраво, Виктор. Здраво, Ера. Здраво, Мати. Здраво, Мати. Фала на покана. Се разбира. Како долгогодишен, Виктор, ќе почнеме со тебе. Како долгогодишен активист, координатор на центарот ММ при Хера и зборец од зборци. Сакам да те прашам прво во рамки на твојата работа во ММ и во Хера. Како координатор таму се занимавате, како што можеш да дознам, со генерално момчиња од 14 години па нагоре. Односно, таа е некоја, да кажем, фаза на адолесценција која имаат, која е прилично подложна на различни влијанија, особено на инфлуенсери од мажа сфера како Ендрю што се многу добро познати, кои за жал им продаваат една многу ефтина приказна дека сите проблеми со кои се соочуваат тие во животот се исход на феминизмот, односно на феминистките, и дека единствен одговор кој тие го нудат е нивна доминација. И баш за ова Бел Хукс пишува многу интересно дека едни од првите жртви во патриархатот се токму момчињата, мажите кои од нив се бара да го ампутираат малтене својот емоционален живот. Сакав малку повеќе да прашам, значи, дали момчињата и мажите кои доаѓаат во ММ центарот, дали вие го осеќате или го слушате тој вокабулар или начин на размислување што го нудат овие инфлуенсери како Ендрю Тейт, значи high value male, односно мажи од висока вредност, алфа мажјаци, или дека целиот систем е наместен против нив. И многу конкретно, дали имате или која е приказната вие што ја нудите, искрената приказна што ја нудите за нивните фактички проблеми и болката што ја доживуваат? Така. Фала ти на прашањето, има повеќе слоеви, така да и одговорот ќе биде повеќе слоен. ММ центарот почна како идеја која што во овој социјален систем на социјалните мрежи останато нуди можност мажите да најдат некој друг агол од тој што е покажан на интернетот. Ние имаме тим од неколку психолози кои што работи во текот на неделата во различни сесии со различни деца. Имаме и помалечки дечи, имаме од 6 до 60 години. Границата негде се создава кај 40 па до 60, тока тие генерации не го посетуваат центарот. Најчесто за деца што збориме за адолесцентите 14, 15, 16, 17, 18 или кои што е во средно училиште, сметам дека они градат еден општествен карактер. Мислам дека нашето општество гради еден делумно агресивен или маж кој што има тенденција да стане агресивен, бидејќи самата средина е многу агресивна. Агресивно се гради, агресивно се вози, агресивно се комуницира и целото тоа гради еден доминантно агресивен карактер кај идната генерација или кај нашите генерации. Така што мислам дека тука се соочуваме прво со еден архетип на младо момче кој што во пубертетот, немајќи можности и здрави модели познати на интернетот и во секојдневието, да го прибере она што е општествено. И ако општеството е агресивно, природно и тоа да дете да стане агресивно и да се однесува прво кон себе агресивно, заради тоа имаш конзумирање на различни видови на супстанции доколку има потребата, а после имаш ако не се супстанциите, тогаш имаш тротинети, летање по градот кои што пак ги кршат некои правила на здраво функционирање. Од таму имаш статистика која што ја извади МОВ пред некое време од Институт за јавно здравје дека секое трето младо момче се коцка, така што тука се повторуваат само оние слики кои што ги гледаме ние во општеството. Гледаш младо дете на тротинет, ја ни сметаат тротинетите, гледаш коцкарници, леле деца зашто се коцкаат. Деца тепале некој девојче се во аеродром, се случува огромна фама, ма ти нели гледаш дека скоро секоја трета жена во Македонија е малтретирана, дека имаш семејно насилство кое што или е физичко или е вербално. Така да нема потреба да се чудиме ние од феномените што се случуваат кај децата, кога тие се практично повторување на феномените кои што ги гледаат домот и во општеството. Така што имајќи оваа слика во предвид, ние со центарот не тргнуваме директно таму. Туку само тоа почнува како нормален разговор со психолог. Разговараат они со нашите психолози. Најчесто овие помлади момци, родителите ги се јавуваат кај нас и закажуваат преку нивните родители. Секогаш тоа е влезено во некоја крајна фаза на неподносливост, бидејќи имаат изгубено допир родителите со своите деца и они едноставно веќе не сметаат дека го немаат капацитетот на родителување врз својот син. И во тој момент посегнуваат по помош на психолог. Скепсата
кај родителите и кај децата е голема заради тоа што некои што се во средно се уште имаат за перцепцијата за психолог дека тоа е негативниот карактер. Сваќаш, тоа е една врата во училиштето каде што пишува нешто, каде што ти влегуваш и таму има опасност по твојата добра состојба. И таа е првата мембрана која што центарот се обидува да ја пукне и верувам дека во изминатава година од две тоа имаме успеано да го направиме на неколку места. Но кај е за фрканцијата кај овие млади деца? Мислам дека голем дел од користењето на агресивни модели на однесување е причина за припаѓање. Дека они не го прават тоа бидејќи навистина го сакаат. И јас знам на пример дека сме палеле контейнери заради тоа што сме мислеле дека сме кул фрајали во мало или сме фрлале портокали на коли што поминувале на партизански, иако не сум бил агресивно момче, кај еднаш во животот Бог сум удрил. Ама сега за да припаѓам ја во групава моја, сум морал да ги преземам тие постапки. Не мислам дека тоа не се повторува. Напротив, мислам дека многу од децата го прават тоа денеска. И дека он сега ќе дојде на психолог и ќе разговара на психолог. Ама што можеш ти да очекуваш од едно 5-16 годишно дете кој што е обкружено со сопствени другари кои што му се практично и животот и продолжуваат да ги имаат агресивните модели. Дека он ќе им противречи нешто, ако им противречи тоа значи немам припадност. И сега центарот како таков супер звучи како приказна, ама кај овие адолесцентите не мислам дека многу промена може да направиме, освен ако не е дојдено до некој крајно ниво. Да речеме да ги малтретира неговите дома, па да престане да ги малтретира неговите дома или да успеат да отворат начин на комуникација со соседните родители, да се обиде да промени некоја навика, но сепак не мислам дека во секојдневието може да се направи поголемо влијание. Од друга страна, наша генерација, момци околу 25, 26, 28 па нагоре, тука мислам дека има повеќе простор за работа. Прво заради тоа што сметам дека како таква независност веќе имаат стекната. Дали работат, дали се преселиле од дома или останато, дали размислуваат малце пошироко, можеби сака да се сели од државата или што и да е тоа што сака го направи со себе, но мислам дека доаѓа до еден степен на свесност каде што он мисли дека треба да промени нешто и он доаѓа сам. И сега кај оние кои доаѓаат сами, кои што веќе на некое претходно ниво заклучил во домот или во претходна релација или некој му го споделил центарот, заклучува дека има потреба од разговор со психолог и сака да смени некоја динамика, тука веќе има поширок простор. Веќе гледам да се случи ако дојде еден другар и му е окей да му се јави да дојде втор, трет, четврти, ја не сакам да ги викам клиентите, туку партнери на центарот, односно соработници на нашава идеја која што градиме. И мислам дека во последниве 2 години се појавуваат повеќе машки гласови кои што се нормални во смисла на прифаќање на различност, во прифаќање на нежност, во прифаќање на таа дестимулација на зверството што ја има кај Тейт, кај Питерсон и кај сите нивни други креации кои што ги направија и разбираат дека нема толку голема потреба ние сега да го срушиме матриксот за да влеземе во приказната нова, бидејќи мене сите се против мене свртени и дека одлучуваат да избегнат таа позиција на жртва. И ќе мислам дека Тейт и останатите, пошто он веќе не се ни промовира толку, ние живееме во пост-Тейт ерата, он си создаде свои нови луѓе, сега што е многу успешно од негова страна да си создаде цела една нова генерација на дебили, но во таа смисла повторно си е истата теза. Тебе ти се случува ова и ти си жртва на овој систем. И ти треба да го промениш овој систем. А промената на овој систем да те направи зависен од мене, односно твојата болка ја да ја комодифицирам, за ти да ги купуваш моите производи, да се кладиш на моите бетови, да учествуваш во мојот универзитет, Хасел универзитет или како им се вика, и само на тој начин ти ќе искочиш од системот. Така да таа е заебанцијата тука што се дешава. Дека он стварно да кажа системов не функционира. Да, капиталистичкото уредување навистина не функционира. Ама сака да те наведе на друга идеја. Така што он на почетокот погодува и после многу умешно ги извлекуваат и ги носат у некои незгодни патишта каде што ти гледаш многу македонци заглавени на Ponzi schemes. Значи уложил пари не му ги вратиле, заложил стан не му ги вратиле. Знам ова се почињаат одеднаш да инвестираат, а немаат поима за инвестирање, имаат огромна финансиска неписменост. И сето тоа мислам дека се симптоми од оваа генерална дијагноза која што ја нуди тој тип на зверство кое што представува тоа. Да, многу интересно бидејќи кроз годините во право се кога каже дека ова нека кажам некоја пост Тейт ера, бидејќи сега неодамно дознав и за лик како
Clavicular, мислам дека се викаше, да, кој е од тој бранд на Lux Maxing, односно на максимизирање на лудило, да, кој од една страна мене беше интересен бидејќи устрашта е дека нели тие ги терат младите да вежбаат, што е номинално навистина добра работа и треба сите да ја правиме, но тие го прават до тој степен каде што веќе не ни вежбаат само за да го трошуваат своето, да кажам, здравје или можеби да имаат малку естетска подобра или поубава нека фигура, туку го прават многу повеќе како да сакаат да им бидат убави или привлечни само на други мажи. И тоа баш се зборува за таа, како да кажам, погледот свртен кон мажите, а не кон да кажам некоја фигура која е убава само за нели за сите, првенствено за жените, бидејќи зборуваме генерално за поголема да кажам популација на хетеросексуални момчиња најчесто. Да. И тука е многу интересно на пример да се запримети тоа кога сум ми гледал видеата, да речеме, што имаше во дискови некои искочени, баш го гледав, викам стримот, да што прават оствари, што е приказна, и као таму има апсолутен хейт за се што не се они, особено има многу сериозна хомофобија, ама онака гледајќи ги си викам ова да не е автохомофобија, човече, што го прави, се што ова поише ми заликува на автохомофобија отколку на хомофобија. И така што мислам дека тој цел нов бран фаќа една димензија која што е многу битна за одржување на уредувањето вакво какво што е, бидејќи они ги нормализираат радикалните теми низ своето појавување на интернетот, и после тоа кога ќе искочи Трамп или кога ќе искочи JD Vance, кога ќе каже нешто што е навистина радикално и многу сериозно, тоа ти личи помеко, бидејќи овој неговиот став кој што е најрадикалниот му е некаде вамо позади. Тоа е многу интересно како изгледа целиот дискурс по нивното појавување, како нормализира апсолутно ненормални работи. Мислам дека тоа е поголемиот проблем со кој што ние би требале да се справуваме, да работиме и да го размислуваме. Фала ти, Виктор. Ера, како кандидатка на докторски студии по кривично право, долгогодишна новинарка и активистка, сакам да те прашам за една многу интересна дилема која мислам дека можеби се соочуваш, конкретно многу интересна уредничка дилема. Од една страна кога зборуваме за сите овие инфлуенсери, значи како домашни така и странски, ако зборуваме за нив, како да им даваме малку повеќе ветер во грбот, како да им даваме малку повеќе изложеност толку што заслужуваат, а од друга страна ако не ги покриваме, односно ако не се пишува за нив, ако не размислуваме или зборуваме наглас, како да ја оставаме само на алгоритмите на TikTok или на YouTube да ги насочуваат младите луѓе генерално кон нивните идеи. Сега тука прашањето ми беше како треба македонските медиуми и албанските медиуми да зборуваат и да ги покриваат овие личности, и дали може би ти наоѓаш некој проблем конкретно во особено традиционалните медиуми во минатото за тоа како директно или индиректно ги подржувале или ги перпетуирале, односно ги повторувале некои од нивните идеи со некој по-благ јазик. Тоа што со технологијата се направи, тоа знаеме, веќе ние живееме во таа ера, и дека новинари останаат, новинари кои што работат во телевизија, во портали, во газети, ама секој од нас веќе е новинар и секој со телефон и со камера може да објави нешто и да каже своја мисла, и сега новинарството веќе се трансформира, не тоа класично новинарство. Јас сама сум пишувала за Анџо Тейт во времето на Анџо Тейт, кога он се уште беше ин. Ама беше интересно бидејќи како новинар ти остануваш неутрален, а од друга страна добиваш информација од страни кои што се субјективни на темата. И на пример во статијата за Анџо Тейт јас имам момчиња кои што кажуваат зашто тој е лош и за момчињата и мажите, но за и девојките и жените, но истовремено има многу млади момчиња кои што се беа многу про Анџо Тейт и го обожава, го гледа, го следа цело време. И сега тоа што јас сум можела да давам за општеството е да дадам една статија која што од моја страна била неутрална, а ги има и двете страни на момчиња кои што се и про и против Анџо Тейт. Дали би требало медиумите да зборуваат? Јас мислам дека да, би требало, особено кога имаме професионално новинарство, бидејќи во тој момент ги имаме сите актери инволвирани, а особено институциите би биле инволвирани, тоа со статистики, со податоци, дали тоа би биле МВР, здравствените институции и така натаму, бидејќи
во крај на криштата све тоа што се случува не е само идеологија, туку и физички се, или пак и во реалноста ние го живееме. Дека ако некој е про насилството, он ќе биде насилник и ќе има жртва од тоа насилство и ние тие податоци ни требаат. Так. И затоа мислам дека да би требало да се зборува. Од друга страна, колку инфлуенцерите и TikTok и сите овие социјални медиуми веќе немаат потреба од традиционалните медиуми за да да бидат поголеми. Тие веќе добиваат таа вредност од сите луѓе кои што се пасивни добивачи на информации или пак не на информации, туку на глупости работи кои што ги имаме во социјалните мрежи. И затоа мислам дека да, клучно е ако се работи со овие теми да се работи професионално за луѓето да имаат и друга страна да гледаат, дека ако алгоритмот мој дава само материјал про Андрю Тейт или пак про овие идеи, јас нема да имам друга страна од која што можам да гледам, а за жал ние имаме млади луѓе кои што немаат критичко мислење и кои што се повеќе многу брзо веруваат на работите што ги прочитаат или пак само што слушаат и не влегуваат да истражуваат повеќе за тие работи. Затоа би требало да се пишува или да се зборува, да се направат емисии на овие теми или пак подкасти, но секогаш со професионални луѓе и тие кои што се компетентни на темата. Да. Тоа е многу интересно бидејќи во, да кажам, не само писменоста, туку и конкретно многу медиумската писменост која е прилично актуелна, затоа што се среќаваме со некои термини или можеби како да кажам феномени, како на пример ехокоморите, каде што особено алгоритмите кои се направени како такви е да кога ќе видиме одредена содржина да ни даваат се повеќе. Особено ако имаме некаква интеракција, односно ако ставиме лайк или срценце или оставиме некои коментари и ја споделиме. И сега прашањето ми е, ако некој што има долгогодишно искуство, баш работејќи зборувајќи со многу луѓе, како мислиш дека може да ги извадиме, да кажам, особено младите луѓе, ама општо и луѓето, надвор од тие ехокомори, надвор од тие меури кои се креираат околу нив? Како може најефективно да стигнеме до нив или да стигне нашата порака? Тоа што јас сретнувам, особено кај младите, бидејќи со работата, често работам со млади, тоа што не гледам дека има волја да се излегува од тоа. Мислам дека имаат направено една комфорт зона на тоа, на вредностите на што веруваат или пак што веруваат дека е точно и сака да останат таму, да не прочитаат нешто различно или пак да не дознаваат нешто различно. Мислам дека ако не постои субјективна волја на секого да дознае нешто повеќе и да види дека окей, јас мислам вака, ама има други кои што мислат вака и добро е да ги прифатиме сите. Можеби јас нема да живеам под тие вредности, ама тие се таму луѓето и треба да живеат во мир сите заедно. И додека нема своја волја, исто е, ако немаш волја да одиш во психотерапија, да те натера некој да одиш, нели вие подобро ќе кажете, тоа нема да има ефект. И истата ситуација мислам дека е тука. Да, и ние живееме во ера каде што све ти е можно да дознаеш и да добиваш информации. Треба да сакаш и треба да сакаш да еволуираш. Мене што ми е најинтересно кај младите е дека сака да останат таму каде што се. И све, значи таа комфорт зоната им е толку убава, не сака да добиват ништо нови информации. Да. Јас сретнувам млади кои што ми кажуваат нешто многу апсурдно и веруваат на тоа и викам, дали сте нормални, има интернет, само ќе пишуваш и одговорот ќе ти биде на 3-4 сајта, ќе отвориш и ќе видиш кој е точниот одговор. Значи, живееме во тој век каде што сите информации ни се можни на 5 секунди, ама истовремено не сакаме да ги имаме. И тоа доаѓа и од моментот што не сакаме и немаме критично мислење. Деки, ако јас ќе кажам сега дека феминистите се лоши, никој не зима да прочита што е феминизмот, зашто јас кажувам дека се лоши, кој што предизвикал феминизмот да почне, значи не влекуваат по внатре и по суштество да ги видат работите. И тоа мислам дека ако не сакаме ние сами нема да се направи. Јас
Јас пишувам, имам многу колеги кои што пишуваме цело време или пак имаме многу инфлуенцери кои што зборуваат на овие теми, ама ако не сака да чуе некој, нема да чуе. Така. Виктор, според некои истражувања кои најдов, направени од UNFPA, имаше податок кој, сакам да кажам, не ме изненади, но ме разочара во секој случај, е дека, особено во Македонија, едно 3 до 10 пати повеќе има физичко насилство, врсничко насилство, кај момчињата отколку девојчињата. И сега, од една страна, тоа кога и ќе прочитав некои коментари на Facebook, или особено кога ќе се десија некои инциденти, тоа како да е, како да кажам, дел од машкото воспитување, како да на некој начин, за жал, како да е нормализирано истото. А од друга страна прочитав еден интересен цитат твој во напис на МОВ, кој вели дека одредени ставови кои се прифатени како научни вистини прават голема стагнација во процесот на еманципацијата кај мажите. Во таа насока сакам да те прашам, кои се аргументите да ги вербализираме? Кои се аргументите дека родовата еднаквост или равноправност им нуди некаков користи или е од бенефит за момчињата и за мажите? Многу поконкретно, нели, кои се тие некои ставови што ќе ми ја подржат нивна прогресија напред? Знаеш, тука има на работа која сум ја размислувам многу пати и несеќавањата, и сега не сум сигурен секојаш дали сеќавањата се твои или си ги слушнал, кој си бил кај некој на гости, па тоа му го кажале на некој друго дете, ама ние се раѓаме како машко дете, така, и сега пак ја треба да станам маж. Знаеш дека женско петле, шарено девојче и останати други елементи кои што тебе цело време како да ти е машкоста нешто што треба да го докажуваш и додека растеме. Сега се ако не те земат у првата петорка да играш за школа, се чувствуваш малце помалку машко. Ако не играш у тројката баскет, не си баш сигурен. Ако таа боја не ти се свиѓа, пак ти имаш мала несигурност и дека ти треба да се избориш и да станеш одредено во нешто, одредениот маш кој што треба да ги исполни условите кои што нашата средина ги посакува, кои што во континуитет се менуваат. И ти значи во континуитет ќе имаш расчекор со машкоста која што сакаш да ја постигнеш како таква. И сега они додека се на патот на постигнување, барем ја вака го размислувам, на патот на постигнување и настанување на мажот, некој друг да ми нуди нешто што мене може да ми ја одземе машкоска. Значи родовата еднаквост се смета како ако јас таму дадам од кај мене ќе се одземе. И тоа е, мислам дека целата мисконцепција со сите права и во основот на дискриминација која што ги имаме развиено толку во нашето општество, бидејќи мислиме дека даденото е наше земено. Да. А се плашиме да ни земат нешто, бидејќи оваа позиција која што ја имаме сега, не сме сигурни дали сме ја успеале, дали сме стигнале до неа и дали сме го фатиле расчекорот. И мислам дека нема едно колективно опуштање тука во однос на тоа како си ти, како се осеќаш и што се овие работи за кои што ние како општество се обидуваме да се обединиме. Дали тоа станува сега зборот тука за родова еднаквост, кој ќе прашаш, тука не сме сигурни. Луѓето најчесто го мешаат со трансродови лица. Да. И мислам дека е тоа, мислам дека сега ти сакаш мене да направиш жена. Да. Сакаш прво немаат влезено во таа фаза да го разберат процесот на транзитирање, да се заинтересираат малку зошто тие луѓе одлучиле, зошто транс луѓето одлучиле да бидат транс, сигурно не одлучил за тебе да те одземе машкоста и така натаму и така натаму. Така да мислам дека сузбивањето на сите тие елементи во нивната глава едноставно не им дава да функционираат. Бидејќи патот за него е тој, патот е јасен. Патот мене ми е предетерминиран дури за некој маж, дека јас треба да станам маж и се што не оди во насока на моето станување маж е опасно за моето постоење. Да. И мислам дека од опасноста, од стравот и повторно од таа улога на жртва која што ја негува нашето општество, ние не се обидуваме да ги разбереме другите. Не се обидуваш да разбереш другата страна во ниту еден процес, како што каже и ти, туку си седиме од таа комфортна позиција. И колку повеќе седиш од таа комфортна позиција, толку е потежок патот. Толку е потежок патот да искочиш, толку е покомплицирано да сватиш што е барањево. Сакаш, они се уште мислат дека тоа е јас го чистам вецето, а ти ја чистиш, па што, ја ги носам кесите од кола. Ме разбираш колку е, на колку банално и ниско ниво е се уште аргументот. И некако не навлегувам толку веќе директно да зборам со нив на таа тема. Туку само се обидувам да го разберам повеќе ова прашање на станувањето маж, на неопуштањето и на вечното играње на жртвата. Заради тоа што мислам дека тука во улогата на жртвено јагне многу помага и политиката, особено овој политички дискурс кој што го имаме денес. Ако ги слушнеме сега ние изјавите на премиерот и на одредените министри, они се уште не бранат нас. Да. Они го бранат македонецот тука во општество од нештото големо кој што другиот сака да му го одземе. И мислам дека тоа е еден толку успешен модел кој што ја надополнува нивната идеолошка матрица и дека они немаат зошто да не продолжат да го негуваат. Така да секое прашање што е род, директно ние му ставаме cancel и ве ставаме вас повторно жртва, ти не си
веќе жртва на Бугаријата и останатите, сега ти си жртва и на овие луди феминистки кои што сакаат тебе да ти го земат и тоа што го имаш малку, а тоа е твоето кревко машко достоинство. Така да се нека тоа е некако идејата во главата која што постои. Да, тоа е многу интересно бидејќи се гледа како секоја унапредување на некоја политика, особено за родова еднаквост или било кои други права, како да е некоја нулта сума, односно каде што ако некој победи, значи нека нешто другите губат. Каде што и тоа повторување дека нели не да Боже да се направи некоја како друга политика или нешто друго прогресивно, тоа ќе се гледа како да не е нешто автохтоно, како ние овие идеи да не се тотално страни, значи како да немаме ние некои идеи почнувајќи од АФЖ и од другите некои како движења во сечетрвна Југославија, дека ова е уствари донесено најчесто како либералната демократија од западот и каде што точно ги таргетира нели пропустите на либералната демократија, поточно капитализмот каде што материјално е ослабена, да кажам, една цела генерација на луѓе, каде што фактичките проблеми они само ги насочуваат кон одредени странни луѓе. Не е системот проблемот, туку се нели како овие кои маргинално добиваат некакви можеби право, што никако нели нема да им промени на нивната моментална материјална состојба. Апсолутно. Ера сега да те прашам, бидејќи преходно имаш прашувано за да се надоврзам на ова, дека родителството полека во Северна Македонија станува луксус. И сега дека одгледувањето деца станува се поскапо и поскапо, каде што преходно кога се можело нели со повеќе проблеми, односно со повеќе деца семејства да се градат, сега станува тоа балте недостижно, каде градините не се преполни и така натаму. Државата де факто да отсуствува од било која, да кажам, некоја сфера на поддршка што може да им понуди на своите граѓани, особено кога се терат или тие политики на зголемување на наталитет, особено на блокирање на било кои други странски работници кои би можеле да дојдат во Македонија да работат. И тука е многу релевантна и да кажам таа критика, односно коментар која Силвија Федеричи ја кажува баш за неплатената работа која даваат особено жените во особено традиционални култури како што е и нашата. Сега да те прашам, дали не успехот на државата ефикасно дали да даде некаква материјална поддршка на своите граѓани за да може да ги имаат тие семејства кои тие сакаат да ги замислуваат и да ги тераат, ги турка младите токму кон овие некои, да кажам, размислувања, па дури ги нарекол радикални размислувања, особено за како се гледаат машко-женските односи и машката позиција во поширокото општество. Тие две статии се многу интересни статии и многу интересно истражување. Јас сум моментално бремена и знам, се соочувам со трошоците кои што не чекаат и гледам дека државата, например, за прво дете дава само 5000 денари помош, еднократна помош е тоа, и со тие 5000 денари за бебиња само шиши можеш да купуваш и ништо друго. И кога гледаш од оваа гледна точка, првично да, затоа родителите не се одлучуваат да имаат по 5-6 деца, туку се повеќе се одлучуваат можеби на едно, на две деца, но за мене е многу интересно како, например, и државите кои што многу се капиталистички, како Америка, но со Доналд Трамп, кои што цело време сакаат да имат поголем наталитет, ама од друга страна не работат на таа насока. Исто и кај нас, ние имаме можеби секој втор месец вести каде што наталитетот е паднат повеќе, немаме фамилии со многу деца, но државата не подзима нешто за да направи, за да им помогне на овие семејства. Да, ние имаме 9 месеци породувачки одмор, ама тоа колку помага само на физичко присуство со детето, ништо друго повеќе. И сега, ако ние имаме фамилии кои што имаат минимални плати, ние знаеме дека тука кај нас не можеш да живееш нормален живот. Јас мислам дека ние како општество се уште сме на фаза на проживеање, а не на живеење. Дека ние имаме проблем со канализација, со вода, со светло, имаме проблеми да ставиме леп на маса за целиот месец и не сме стигнале до таа категорија на општество кои што одат во кино, ги носиме децата во театар, ги носиме да купуваат книги, дека една книга ти е 1200 денари.
Да. Тоа е луксус, Да. не е нешто што може секој родител да го направи за секое дете и нормално дека ние нема да имаме општество кое што оди и културно се развива. Ние остануваме таму, ние преживуваме секој месец и тие деца само тоа им се нуди на нив. Не им се нуди нешто поразлично. Да, можеби во основните школи прават тие кратки екскурзии, но ние веќе знаеме дека школото не е место за едукација, туку веќе е место само за учење, бидејќи еден наставник со 30 деца не може да едуцира деца. Да. И нормално дека ако едно дете кога завршуваш со школото нема што да направи после тоа, нема курсеви да оди или пак тренинзи или пак нешто друго да направи кој што порано било замената со другари во улица, ама тоа било друго време и сега не можеме децата во улица да ги оставаме, бидејќи тој живот веќе е деликтвен живот и знаеме дека сите или пак голем број на млади кои што се сега веќе деликвенти или пак имаат завршено кривично дело, имаат свршено тоа кривично дело или бидејќи тие сами се жртви на некој видно насилство или пак немале што да направат во слободно време. Да. И тоа е најлесната работа што може да се направи, кривично дело. Значи луѓето не може да разберат колку е лесно да направиш кривично дело во сегашно време. И затоа ние имаме млади кои што се насилни, бидејќи ти имаш TikTok, Instagram и сите други можни социјални мрежи кои што цело време шират насилство. Насилството не е цензурирано, можеби да за Газа, за овие големи војни, ама не цензурирано за општи работи и тие гледаат тоа насилство, гледаат вести или пак контент како на Анџу Тејт кој што цело време вика дека треба да бидеме насилни и насилството е окей и нормално дека ако родителите работат двајцата фул работа по 8 часа на ден нема да имаат време децата да ги едуцираат како што би требало да се едуцираат. И сега ние имаме тоа геп на едукација на децата. Друго нешто е што родителите ги имаме со можеби едуцирани во друго време, пораснати во друго време, а децата растаат на целосно друго време и не може да се најде јазик со кој што може да се разберат. Деки ако родителите играле надвор, тоа било нормално. Денеска децата се цело време со игри кои што се насилни и таму гледаат. Јас сум имала можност да гледам дете кое што е многу мало, а игра со тоа PlayStation, сега не ги знам тие игрите, убива луѓе и затоа е нормално. Ние имаме пиштоли како играчки за деца. Тоа е све поттикнува на да бидеме насилни на некој вид, не само физички насилни. Так. Виктор, сега да те прашам, бидејќи малку ја начна и пред малку темата, дека баш во Македонија, особено да кажам македонските момчиња кои живеат нели во ова општество, покрај тоа што се уметувале нели заради тоа што се мажи и со така тука се нели продаваат и тие наративи дека ние како македонци нас ни ја продаваат државата, особено елитите до кои ние немаме пристап до нив, дека нели го користат матене истиот јазик што го користат и овие да кажам инфлуенсери од мажосферата како демаскулизација, понижување, предавство, враќање на некоја изгубена гордост или на некоја древно минато. Дали тука гледаш ти некоја као испреплетена паралела измеѓу кризата на машкоста што може тие да доживуваат, која нели да кажам некаква поддршка целосно отсуствува од нашите да кажам системи за поддршка и едукација и се користи се насочува кон да кажам овие па би рекол тврдокорни националистички проекти и политики и така натаму и како би изгледал еден локален, ама и кредибилен контранаратив за да може да се гради нели поинаква машкост. Прашањето за $1,000,000 веројатно така како би изгледало. Сега тоа се обиди. Мислам дека првата работа е задачата да речеме јас ти одредени други машки пријатели кои што ги имаме кои што сватиле дека состојби постојат и ова состојби го повторувам последниот период многу и мислам дека ми станува као и носечкото прашање кое што го носам. Што е задачата на
човекот кој што разбира дека повеќе состојби постојат. Дали е задачата да остане во состојбата која што е, или тогаш он го има товарот, или како ти правнешка што рек, товарот на докажување дека треба да преминеме во другата состојба, да влеземе во другата состојба и да се обидеме да разбереме дека функционирањето во демократското општество не е удобен процес. Дека тој не е удомеден процес кај што ние мора да се научиме да се судираме. Не го мислам јас да отидеме да се истепаме на партизански и да се искрвариме место тоа да се деси, туку мислам навистина да се судираме со идеите и да се обидеме да видиме што е тоа што ние веќе што е тоа што ние веќе него разбираме. И бидејќи мислам дека и ние многу работи точно не ги разбираме, дека ги имаме прочитано книгите, дека ги имаме видено и слушнато оние добри подкасти, дека си се издружил со сите овие луѓе кај што јас и ти ќе си ги потврдиме тезиве, но дека сепак и за нас недостасува нешто. Мислам дека недостасува да ја разбереме проблематиката на секојдневието во македонското општество. И заради тоа дека функционираат овие десничарски наративи, заради тоа што да се тргнеме од нас на страна, може и оној што не му противречи на што не противречи на родовата еднаквост или што не е жртва на ендротеј, туку е само еден средновечен или маж во 30-тите кој што сака да се исели од дома. Какви се условите? Колку чини еден квадрат? Какви му се условите него на работа? На кое место он може да запознае девојка? Кои се тие места после 12 кај што он може да отиде легално да конзумира пијачка, да танцува малку, да се опушти, да сретне некоја девојка, да почнат да разговараат, можеби да одидат следниот ден на дејт. Кои се тие точки на поврзување кои што не стојат нас на располагање? Да не го гледаме воопшто во идеолошки. Кои се тие места кои што може да те сретнеш подоцна да имаш и семејство. Мислам дека тука станува задачата на тој што треба да ги менува овие работи, да се бори за освојување на просторот, ама навистина да се бори, да бараме, да отвараме места. Знаеш дека можеби повеќе ова цело наше зборување да го ставиме во пракса, да градиме места на среќавање каде што ќе може ние повторно да си ги размениме, да се опипаме, да видиме неудобноста на демократијата. Знаеш, да се наместиш на еден ден створ 100-200 луѓе во едно диско во Скопје и да играте до 5 сабајле. Тоа е здрава демократска навика на опуштање на телото и на ослободување на мислите и овие други елементи кои што ги збориме. Бидејќи сега се додека сме поделени во одредени агли на градот, во одредени агли на дискурсот и секој си ги работи своите работи, ние го изгубивме местото за среќавање. Ја мислам дека градот наш и многу градови во Македонија стана градови за домување, бидејќи ние не живееме во овој простор. Да. И сега таа е позицијата која што ние мора да ја работиме. Позицијата на ослободување на просторот и разбирање дека демократијата е неудобна работа. Бидејќи приметувам многу, особено алтернативни кругови останато, дека имаш ти луѓе кои што се антифашисти, ама не се антитоталитаристи. И тоа и Орвел Животинска фарма го пишува на крајот во поговорот, дека да, јас сум антифашизмот, ама јас како алтернативен круг сега ќе бидам фашист према овие другите и ќе ги отфрлам и нема да им дадам тука позиција да присуствуваат, да учествуваат на нашиве места. И мислам дека тука е таа една голема дискрепанца која што е создадена практично во учествувањето во градов кој што живееме, кој што ние треба да ја разбереме од почеток. Така, имаш улогата, привилегијата да сватиш дека состојби постојат. Да. И родителите ако се повозрасни, родителите не разбираат дека состојби постојат. И сега таа е нашата прва позиција. Сваќам дека има состојби, што да направам? Да го споделам, како да го споделам? Веќе ти си свесен како некој од психологијата дека кога ќе му го споделиш на некој друг неточното или новото размислување, него му се создава во главата когнитивна дисонанца. Чекај малце, нема шанси ова да е точно, човече. Што значи за него да го прифати ово друго? Нема теорија да ја зборува овој човек вистината. Колку пати ние треба да се сретнеме за да се навикне дека постои друг модел на машкост кој што би му противречел, кој што би се борел против овој ваков трул систем. Мислам дека таму некаде лежи нашата задача, да бидеме отворени кон прашањето и да видиме колку ние можеме да ја трпиме неудобноста, да си го тестираме нашиот степен на трпење на неудобноста. Проблем од друга страна е што немаме колективни собири од никаков тип. Значи немаш тим за кој што би можел да се сретнеш на стадион Македонија да игра, нито една од репрезентациите не е во добра состојба. Немаш звезда некоја која што може да ја седиме са Јован Јованов или Елвир Мекич, се као Лонгон, ми се свиѓаше дека тоа разбуди носталгија кај луѓе. Но кој е тоа место кај што ти можеш да го видиш другиот? Затоа ми се допадна сега Арсенал кога освои во Премиер лига. Значи ти гледаш таму пред стадионот, имаш еден дечко стајано камера, се живо и диво има. Значи едни се забулени, други се црни, бели, ниски, високи, слаби, дебели, секакви се гушкаат за одредена
цел за тоа да функционира, да профункционира клубот. Нас таа позиција одамна ни е заборавена дека е можна. Да. И сега тоа е прашањето кај мене. Си сватил дека има состојби, окей, ајде види се, труди се, вистински физички простор. Пробај освои го и допри се со другата страна. Знаеш, од кога не си седел ти со да се заседиш или да одиш некој викенд со луѓе кои што имаат сосема спротивни стави од тебе. Сигурно имаш некои другари од средно, од основно, кои што не се согласуваш со нив. Моди види, пробај. И не им кажуј, не, тоа вака, ова е вака. Туку почекај, разбери ја позицијата, дека него стварно може најголемиот проблем тоа што не може стан да си купи. И дека тоа е инхибицијата која буди после фрустрацијата и анти родовите прашања и анти се останато. Така да мислам дека ние некогаш имаме навика да забегаме во апстракцијата, а на вистина да ја забораваме секојдневната потреба на еден 30 годишен маж. Да. Не, многу интересно бидејќи начина некои многу интересни поенти. Например, тоа што го викаат трети место или third places, каде што не си нели домоњето каде што простојуваш спиеш и не се работат односно место на едукација доколку си млад. И се другото е веќе нешто што мора да се наплати на еден или на друг начин. Значи треба да се плати или карта или да купиш некоја пијачка или алкохол или што е да е, не е битно. Бидејќи мене ми текнува со денови каде што сме по школски дворови, на плочници, по паркови и така натаму. Цело лето се иш школски двор. Да, и бидејќи тие простори како што се повеќе и повеќе се намалуваат, нели тоа е некоја да кажам инхерентна контрадикција на системот каде што мора нели заработка некој профит да се намал тие простори, бидејќи едноставно ти не го искористуваш, не правиш некој профит од тоа, мора нешто да се направи. Се намалуваат токму овие места каде што ти фактички можеш да сретнеш други луѓе со кои ќе можеш да дискутираш и да некои од своите ставови да бидат предизвикувани, дури ти да се чувствуваш доволно ранливо за да можеш некој да ги предизвика своите ставови. Бидејќи тоа е мислам до некаде и убавината каде што кој ќе можеш кој ќе ти остави некој да кажем толку многу впечаток или некоја идеја да можеш после тоа да ја размислиш, баш. Да можеш да ја интернализираш, да ја промислиш, да си ги преиспиташ своите ставови за да можеш понатаму уште посилен да кажем став да изградиш или идеја или што и да е аргумент како и да е. Ера сакам да те прашам во многу интересна тема и особено ми беше драго што видев дека и имаш пишувана. Во еден од твоите текстови прашуваш кога мажите треба да бараат помош за нивниот сексуален живот. Нешто што е многу пиплива тема, многу интересна, особена тема која не многу мажи сакаат да зборуваат, бидејќи нели многу природно се поврзува со нивниот статус, ајде да кажам, со тоа како они се перцепираат, како другите мажи ги перцепираат, да кажам, нивната виталност, нели перформанс, машкоста и така натаму. Бидејќи мажосферата, они имаат, повторно ги кажам, можеби едноставен рецепт каде што перформансот едноставно значи дека ти си, да кажам, маж од пониска вредност, каде што тоа треба да го избиеш со одење во теретана, кревање, што е можна поголеми тегови, нели? И едноставно ти да доминираш и таа ќе се вратиш ти автономијата и машкоста понатаму во својот живот, како во социјален, така и во сексуален, можеби некој план. Од твоето известување, што се случува со мажите во нашето општество кои ја признаваат, да кажам, оваа ранливост што имаат и кој можеби немногу профитира од тоа тие да не бараат помош или да не ја признаваат или да не се отвараат или да не бидат ранливи со други луѓе. Интересно е што за гинекологи сите сме слушнале и ја знаеме професија, ама за урологи не знаеме многу. Жалосно е што и мажите и момчињата не знаат дека постои таков вид на доктор. Јас сум имала можност да зборувам со неколку урологи и тоа што секогаш ми го кажуваат е ќе дојдат за некој проблем, ќе се решава тој проблем, во меѓувреме може да поминуваат месеци и откако пациентот ќе почне да се чувствува сигурен со урологот или пак со докторот, ќе му каже дека 6 месеци не сме имале сексуален однос со жена ми, дека и во тој случај јас сум бил проблемот. Ама треба да помине многу време за мажите да го прифатат тоа првично за себе си и после тоа да зборуваат и со други, за да бараат помош. Дека
се знае со годините треба да се бара помош. Урологите викаат од 45 нагоре, мажите треба да барат помош за тестостеронот, за простатата и така натаму. Деки нормален е падот на тестостеронот од тие години и нагоре. И тестостеронот, знаеме, поврзан со голем дел со перформансот, но многу бара време и можеби и желба, но повеќе тоа да биде отворен еден маж за да оди и да прифати дека он не перформира како што перформирал порано сексуално. И тоа е лошо, деки има и здравствени проблеми после тоа. Јас сега не сум доктор, но истовремено и он и жена му или партнерот не се задоволни од сексуалниот живот, а ние знаеме дека сексуалниот однос не е само физиолошко барање на нашето тело, туку е и многу важно нешто на нормален живот. И мислам дека кој најмногу е жртва на овој момент се самите машки и мажи кои што можеби трпат болки, трпат сериозни ситуации, а не бараат помош. А од друга страна, дали некој има профит од овој момент? Јас не верувам дека некој би имал профит, деки сите се во загуба, во сите члени на семејството, пошто после тоа има иритации, нервоза и се тоа што е поврзано со сексуалното здравство, но исто така и докторите нема да земат пари ако пациенти не им одат. Ама тоа што е најинтересно е дека ние зборуваме за девојките, иако и да бидеме јасни, и девојките не одат колку што треба во гинеколог и колку рано што би требало, бидејќи знаеме дека од првиот менсус или пак од првиот менструален циклус веќе девојките би требало редовно да одат во контроли, но пак гинекологите се присутни на животот на скоро секоја девојка и жена, зависно во возраста. Од друга страна, уролозите не се. Треба да има голем проблем со простатата или пак со карциноми, нешто за уролозите да бидат вклучени. Да е дојдено. Да. Односливо нешто. Јас не знам момче кој што отишол во уролог само за општа контрола. Само за контрола на хормони. Да. Например, јас сум правила секој 6 месеци хормонална слика, јас знам момчиња дека прават такви крвни слики. И тука мислам дека ние имаме проблем во едукацијата, деки оставаме мајките да зборуваат со девојките за менструален циклус, за секс и за све тоа. Друга страна, мислиме дека татковците немаат никаква улога во едукацијата или на девојчињата, но и на машките. Деки ние се трудиме да едуцираме само на тоа да бидеме јаки, силни и све друго што патриархалот има носено низ вековите, а забораваме дека имаме и здравствен живот за кој што треба да се грижиме. Например, гледаме многу малце, мислам дека многу малце мажите одат во редовни контроли, сега не зборуваме на болки и така натаму, но тие редовни контроли кои што би требало да се направат. И тука мислам дека доаѓа до моментот, окей, ова е слабост и затоа не би требало да се направи. А од друга страна, ако ние немаме добро здравје, немаме ништо друго. Може и милиони да имаме, ако здравјето го немаме, не е важно. И овој моментот кога ние стигаме до пубертет, деки до предпубертетот и машките и девојчињата се исти, немаат биолошка разлика во нив, освен сексуалните органи и хормоните кои што почнуваат да се развиваат после со пубертетот. И сега ние тука забораваме дека треба да и исто, но истовремено и различно да ги едуцираме, деки ние треба на девојчињата да им зборуваме за менструалниот циклус, кој што тие ќе го трпат секој месец, но од друга страна треба и машките да знаат што е менструален циклус, менструални болки. Треба од една страна и девојките да знаат што е тоа сексуална перформанса и све друго, но и машките треба за истото. Значи, деки толку се вкорените тие родови проблеми и ги делиме, како ако ти си девојче ги имаш само овие проблеми, машките ги имаат други проблеми, ние не знаеме за проблемот на другот. Значи, јас знам дека мажите или пак
од другари знам дека мажките учат за менструален циклус, за болки, за све тоа, ако имаат long term relationship. Значи ако имаат само некоја девојка по долго време и со која разговараат. Иначе не знаат. И нормално е дека не знаат, дека ние продолжуваме да чутиме за тие работи. Точно, и сега би се надоврзал. Јас се сеќавам кога не извади од училница за да им објаснат на девојчињата како се користи, кои се производите, што се случува во однос на менструацијата. И точно е стварно, јас прв пат отидов на уролог бидувајќи гостин на подкаст и многу добро збореше урологинката за зошто треба да отидем и само си викам чекај дај да отидам, ама кај беше непријатноста тука кога отидов и влегов во просторијата, но ме гледаат други, ладно, овој ме што прави тука, знаеш како, и на нив не име уште реално дека треба. Од друга страна за сексуално преносливи болести да не се вработев у Хера пред 2 години, ја не сум сигурен дека ќе одев годишно да се тестирам и да проверувам. Така што скроз се согласувам со тоа што кажам, и овде има таа со докторите тој елемент дека и они знаат да ти направат одредена доза на непријатност, не по нивна вина, само заради тоа што не се навикнати да видат некој маж на 25 години да отиде на уролог, си вика што му се дешано и рано тиете, кај брзаш. Не, особено, извини, Толи. Не, тоа е вкореното кај сите, деки ние имаме правници, имаме суди, имаме обвинители каде што се уште патријалхалот е вкоренет, а тие прочем треба правно, нели, да заштита општеството и не само докторите. Тука е проблемот. Ние имаме се уште полицајци кои што на пријава на семејно насилство ќе одат и ќе им викат окей, ова е само една шлакарница, маж ти е нормално е. Да, а тој треба веднаш да го земе човекот, да го однесе во полициска станица и така натаму да го отрне од домот. Значи ние имаме голем проблем. Да, мислам не проблемот само тоа, најчесто што за жал сум слушал многу по суштински страшни сведочења каде што дури ја кривеле самата жртва, каде што односно преживеана, која и викаат како па што си го одбрал ти тогаш, како сака ќе да каже дека таа е крива што уопште пристанала во некоја партнерство со насилникот. А од друга страна тоа што го спомна Виктор, тоа беше многу интересно бидејќи зашто е битна и нели таа сексуална едукација кај момчињата е затоа што не сме свесни ние некогаш дека може да сме технички носачи на некоја сексуална болест која нам не представува никаков проблем, а фактички може многу да им наштине девојчињата и баш тука нели кога треба да се учиме не само за користење на некој од производите за сексуална заштита и од преносливи болести, туку и за редовно проверување за да може нели да станеме свесни дека може ако не сега, не особено кога сме највитални, млади така натаму, за некоја деценија и нешто не стекнат многу поголеми проблеми. Согласувам. Ќе ви оставам тогаш некои последни мисли зборови ако сакате да споделите. За секогаш последни мисли. Не, ако гледа некој подкастот може слободно не повара во центарот 070, минатиот пат го промашив бројот. Кажав грешен број. 070-299-026, слободно може да ме поварате, јас ќе гледам од другата страна, ќе се запознаете со психолозите, наши супер дечки се Кирил Торјачанец, Иван Христов, Ивана Трајановска се, така да мислам дека се одлични професионалци кои што се сваќаат сериозно работата. Ако имате некои други дилеми и прашања во однос на теме, исто така може да се отвори на Хера страната сексуално образование, млади ако ја гледаат епизодата, да видат кои се стварите, дека не е тоа да те учат секс пози, сексуалното образование, туку многу поширок сегмент и многу повеќе работи се разбираат, дали од токсични врски до што е хомосексуалност и останато некои работи кои што ти треба да ги знаеш на одредено ниво за понатаму да пристапуваш во било што од наредниве елементи кои што ние ги зборевме денеска на едно свесно ниво и рационално, пред сега не ирационално и да, тоа е тоа од моја страна. Супер. Ера? Јас ка се навратам во корените и би сакала да уште еднаш да кажеме тоа што правата на секој од нас се права кои што ние ги имаме од моментот кој што ние сме родени. Плюс имаме право на наследство пред да бидеме родени. И
треба како општество да работиме, да бидеме многу поотворени, да ги прифатиме другите како што се, не да ги чувствуваме како уценување или пак закана за нашето постоење ако некој друг мисли поразлично од нас. Јас сум сигурна дека ќе има луѓе кои што ќе гледаат или пак ќе гледаат Reels или целиот подкаст кој што нема да се согласат со нас, ама тоа да го зимаат како знак дека имаме здраво општество кое што мисли различно, бидејќи ако сите би мислеле ние исто, не би било интересно и не би можеле ние да еволуираме како општество. Тој момент дека правата ги имаме од родење, сега како правник не може да се избега. И другиот момент е што ако ние се чувствуваме мир во тоа кој што како ние сме и кој што ние сме, нема да ни пречи ако некој друг е нешто друго или пак мисли на нешто друго. Мислам дека целиот тој хејт, омраза и све тоа што ние го гледаме толку многу, особено овие последни години, во општеството е момент кој што доаѓа од тоа што луѓето не се чувствуваат исполнети. Не може да се прифатат. Да, себе си, и затоа да работиме со себе си секој, дали тоа ќе биде барање психолошка помош или пак во друг начин, да се чувствуваме полни. Да немаме потреба од нешто друго, па сигурна сум дека ќе ги прифатиме сите. Ера, Виктор, ви благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе останете со другите епизоди од Гласови на помирување.